Долгогодишната миграција на виничани од ден во ден се повеќе се рефлектира во секојдневието. Последиците се чувствуваат најмногу во стопанството, помалку луѓе, помалку промет, скромна и дефицитарна работна понуда. Храмот Свети Архангел Михаил со загриженост ги соопштува сумираните бројки од венчавките и крштевките 2016-та. Од општина која пред неколку години имаше своевиден бејби бум, сегашниве најнови податоци не носат оптимизам кај надлежните институции. Во нашата црква 2016 се крстени 109 деца, 36 помалку во однос на 2015-та. Намален е и бројот на венчавките, од 62 полани, лани се заокружиле на 52, а бројот на склучени бракови на ниво на општина е 120. Божикните свадби и крштевки сега се сведени на минимум, вели отец Бранко од храмот Свети Архангел Михаил. Загрижувачки е и фактот што нашите иселеници се поретко навраќаат кон родните огништа, а со тоа и нивните инвестиции овде се сведени на минимум. Не е за занемарување и податокот за бројот на умрените. 149 кои починале овде во Виница, не вклучувајќи го бројот на оние кај кои смрт е констатирана во некои од здравствените институции во Кочани, Штип, Скопје. Само во Блатец 2016 починале 23 лица. Ако бројот на вакцинирани новороденчиња во Виница е 153 како официјална бројка од службата за вакцинации, тогаш се понеизвестна е линијата на природниот прираст кога станува збор за бројки кои се калкулираат овде на домашен терен. Во Виница 153, во западноевропските земји родени винички деца дури 90. Лани и полани беа 60-70, до година веќе ќе бидат 100 наши деца во најмалку 5 различни земји. А ако се собере таа статистика наназад само 5 години, некаде 350 до 400 дечиња со виничко потекло ги имаме во Италија најмногу, во Швајцарија, во Словенија, а сега веќе и во Германија. Инаку, и оваа 2017 година ни започна со женски берикет, првото новородено дете кое општината традиционално го наградува на големиот празник Водици е во село Јакимово.